Духи, задржете ги, јас ке дојдам. Брат, ти оди и ништо не ми е. Мема, ти останал ми гребрата. Ако не изгубиш крв, лесно ќе те одведеме до Истанбул. Ќе издржам до тогаш. Мора да се суши. Брат, убий ги овие нечестници, ти ветувам дека нема да умрам. Потоа, ако сакаш сечи ме, ако сакаш соши ме, што сакаш прави. Не ја тргај раката од овде. Дај ми го пиштолот. Господин, изгубихме многу луѓе, ајде да се одиме. Тргни ми светли. Джагит не пукај. Добар ли си, бате? Полат Алемдар. Нема ти да дам задоволство да ме убиеш ти, бе. Задоволството е мое. Гризни го. Кренете го Мустафа ага од земја. Подготвен ли си, Мемати? Уште малку, Мемати. Уште малку остана. Уште малку. Мисли на саканата, на вашите деца кои ќе трчаат во дворот. Бате, Мемати не се однесести од болка. Туку Стравка му ја спомна снаата. Побарајте ги во Истанбул. Нека пратат медицински авион во Хабор. Минуваме низ тешки денови. Заедницата ќе ги надмини овие тешки денови. Дали има нешто ново во владетелството? Сите зборуваат за тоа, но за жал никој не покрена иницијатива. Штом нема веќе никаков знак од нашиот лидер, треба веднаш овде да се донесе нова одлука. Дали има некој кандидат за председател? Пријателот Джемал има искуство со пиштоли.
Покрај тоа силно знаење за идеологијата. Покрај тоа има доволно теорија и пракса за председателство. И јас го поддржувам председателството на пријателот Джемал. Пријатели, ви благодарам што ме сметате за соодветен за оваа света функција. Но, јас сметам дека, доколку пријателот Серхат ја превземе таа одговорност, тоа ќе биде најдобро за нашето здружение и нашиот народ. Зашто мислите така? Ти имаш добра пракса. Во моментов имаме потреба од железна рака. Некој во метрополата треба да се бори како политички и стопанствено, така и со пиштоли. Јас сум за тоа. Пријателот Джемал вели дека треба да користиме пиштоли, но не и мозок. Моите бистри мисли се доволни за заедницата. Не се согласувам со тој став, пријателе Риза. Пријателот Джемал се фрли во оган. Ниту ние, ниту пак народот не смееме да го заборавиме ова жртвување. Во право си, пријателе Серхат. И јас ќе се жртвувам како него и ќе ја земам највалканата работа. За жал, работата со дрога за нас револуционерите, колку е да е значајна за нашата заедница, сепак е многу нечесна. Подготвен сум да бидам нечесник за мојот народ. Многува, овие жртвувања ми ги насолзија очите. Дозволете ми да заминам во Европа и да им раскажам на пријателите за вашите жртвувања. Ме чека долг пат. До следниот состанок. Сонцето на револуцијата нека биде над вас. Честито председателството за нас и нашиот народ. Благодарам. Честитки. Благодарам. 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 И благодарам во името на заедницата и народот. За да ги олесним овие тешки одговорности што ми ги ставивте на рамења, го замолувам братот Джемал да оди во Европа и да ми ги донесе главите на Полат Алемдар и на неговите гадни агенти. Каква е состојбата? Фала му на Бога, операцијата на вашиот сопруг мина многу добро. Куршумот е остранет. Ти благодарам, Господе. Се спаси или умре зетот? Како зборуваш така, пусат? Се уште не е готов, мамо. Оди на друго место зборувај. Ако ја изнервираш Селви, ако и кажеш нешто погрешно, ќе се разбереме, пусат. Дај Боже да се спаси за да го убием на денот на свадбата негова. Убивањето на Шакменан ги униште сите наши планови. На друг начин, ниту вие, ниту вашите служби немаше да направат значајна промена. Разбирам зашто сакавте да го срушите статус квото. Но заедницата ќе придаде големи настани за тоа.
И против вас ќе биде, и против останатите. Заедницата секој пат кога оваа држава ќе направи некаков проект почнува да се протиставува. Овој пат јас нека бидам причина. Сакаме да дознаеме нешто за вашиот проект. Го отстранивте Шахмера, но сега не можеме да предвидиме кој ќе дојде на неговото место. Наскоро ќе дојде службеник од полициската станица. Заедно ќе зборуваме на оваа тема. Мислам дека е подобро да зборуваме одвоено. Јас не распознавам разлика помеѓу заедниците. Вие однесувајте се како сакате, но во овие теми поврзани со мене, сакам сите соговорници ја ги гледам заедно. Бате, дојде гостинот што го чекаш. Доколку имате гости, ќе дојдам подоцна. Токму вас ве чекав за да започне разговорот. Повелете. Нашите служби оформуваат различни начини за справување со тероризмот. Но ние нашите планови ги правиме со одбранбен систем, според стратегиите на заедницата. Напротив, ние треба заедницата и останатите актери да ги присилиме на нашите собствени планови. Насекаде во државата има луѓе кои не сакаат да се реши овој проблем. Некој од нив ми приреди атентат во Северен Ирак. Слушнавме. Веруете, и ние се бориме со нив исто како и вие. Дали се сомневате во некого? Што мислите за Мете? Знаеме дека се уште има моќ во одредени државни институции. Знаеме дека е поддржуван и од страна на израелците и американците. Гледам дека се сомневате во Мете за оној атентат. Не разбирам, зошто би го направил тоа? Последното оружје на Мете е проблемот со тероризмот. Сака да биде оној кој ќе го реши овој проблем, за да раководи со државата е затоа. Се додека тој се работува со други држави против нас, никој не може да го реши тој проблем. Овој проблем ќе се реши. Првиот чекор беше отстранување на Шахмара. На овој начин им овозможивме простор на честните, независни луѓе за да си го кажат својот проблем кој претходно молчеле поради страф од заедницата, биле замолчувани од некого. Она што треба да го сториме ние е да им отвориме нов пат на овие луѓе. Дали сакате нешто да превземеме во врска со Мете? Мете, оставете ми го. Тато особено ми напомна да не излегуваат од дом. Синко, да не одиме на посета ке ме мати? Ништо нема е, тато. Зошто дојде ти на место тато? Ќе дојде, мила. Кога ќе дојде? Еднаш том ќе заврши работа. Кога ќе заврши со работа? Кога ќе заврши денот? Ќе дојде кога ќе си оди денот. Господе, овој човек има само една ќерка и постојано работи. Ове. Зошто Инџи не ја донесовме тука? Еднаш ја оставивме далеку, колку работи се случија тогаш. Ерхане со нејзе, мама. Зошто дојде ови? Ајде. Каде бе снao? Тргни ми се. Овие ли се тие што ве затворија, господи Инџи? Да.